Почитувани слушатели, добро дојдовте во AC Info. Семинар Сите бои на конзервацијата. Денеска и утре ќе се содржи семинар со наслов Сите бои на конзервацијата. Предавач е Кристина Хаурјак од Народниот музеј во Белград, Србија, а на семинарот ќе учествуваат 11 конзерватори од нашата земја. Целта на проектот е да се зголеми посетеноста во музеите за повеќе категории посетители преку 10 обуки и семинари на музејските професионалци од музеите во Скопје. Семинарот е дел од меѓународниот проект Едукон, поддржан од Кралството на Велика Британија, а во организацијата на Фондот на евреите во Македонија. Борел ЕУ мора сериозно да ги свати заканите на Владимир Путин. Европската Унија мора сериозно да ги свати заканите на рускиот претседател Владимир Путин за тоа дека би можел да употреби нуклеарно оружје во судирот во Украина, рече високиот представник на ЕУ за надворешна политика и безбедност Жозеф Борел. Во интервју за BBC денеска, тој оцени дека војната достигнала опасна точка. Борел ова го изјави во време кога Русија почнува до делумна мобилизација и се спрема да пои 4 украински области, каде што проруските власти организираат референдуми за приклучување кон Русија. Во обраќањето до нацијата претходно ова недела, Путин рече дека неговата земја има разно оружје, додавајќи дека тоа не е блеф. Кога луѓето велат дека тоа не е блеф, мора да ги сватите сериозно, рече Борел. Путин е соочен со порази на војното поле, иако би можеле да ја завршиме војната, но нема да имаме мир и ќе имаме уште една војна, рече Борел. Високиот представник на ЕУ го повика Путин да ја одигра својата улога во постигнувањето решение преку преговори, додавајќи дека за танго се потребни двајца. Секој кој отишол во Москва да разговара со Путин се вратил и истиот одговор. Јас имам воени цели и ако не ги добијам тие воени цели, ќе продолжам да се бора. Тоа секако е загрижувачка насока, но ние мора да продолжиме да ја поддржуваме Украина, рече Борел. На социјалните мрежи кружи видео од вооружени мажи кои надовно ги принудуваат жителите да излезат на гласање. Украинскиот генерал штаб објави дека вработените во изборните комитети во присуство на вооружени војници на Руската Федерација собират потписи од локалните жители во нивните домови. Гласањето треба да трае до вторник, но никој не се сомнева во резултатот. Приклучување на 4 региони кон Русија, што според Кремљ може да се случи брзо по завршувањето на референдумот. Средата Владимир Путин најави делумна мобилизација на руските граѓани, а покани добија и жителите на окупираните Херсон и Запорожје, тврдат од украинската армија. Артемис е спремна за лансирање. Американската вселенска агенција ги исполнила сите задачи потребни за лансирање на ракетата SLS во рамките на мисијата Артемис 1, откако успешно го направила вклучниот тест со горивото. НАСА морала да тестира додавање на зладено гориво во резервоарите на ракетата за да потврди дека поправките го решиле проблемот поради кој се откажа нејзиното лансирање на крајот од август. Научниците ги идентификувале и решиле проблемот, а последниот тест бил успешен. САД го презема снабдувањето на течен газ во ЕУ. Најважниот извор на течен природен газ за Германија и за Европа најверојатно ќе биде САД. Тоа е резултат на научната анализа на Институтот за енергетската економија на Келнскиот универзитет. Нарачателот на студијата е Сојузот на германската енергетска бранша Идрина газ. Во непосредна иднина, според резултатите од анализата, газот од Русија ќе биде недостапен, па сегашните цени на газот дури во 2030 година ќе го достигнат нивното од 2018 година и тоа само ако побарувачката значително се намали. Во научната студија Развој на глобалните пазари на газ
до 2030 година, авторите го опишуваат своето гледање на развојот за снабдувањето со газ до крајот на деценијата по рускиот напад врз Украина и запирањето на испораките на руски газ. Тоа беше AC Info. Останете со програмата на AC Radio.